Сиромав и на речници. Чита Александар Станојков. Си бил еден човек многу работен, арно ама две наедно не можел да клаит. Стребро ќе вател, камен ќе му се сторело. Најмачна и најтешка работа ваќал само и само да спечелит некоја пуста пара за да се рани со леп, да кој гледал да артириса за старост. Ако не го подкрепувале пријатели со по некоја пара, одамна беше умрен од глади. Понабрго му се молел на Бога за да му ја благословит работата. При многото работи што ваќал, ватил и бостан да сади. 7 години со ред што садил бостан и во сите 7 години не му се сториле лубеници во бостанот. На 7 години едва и му се сторила само една лубеница во среде бостано и ја вардил дури да уздари и како очите. Таман втасала за јадење, ја скинал и ја клал во една вреќа, та ја кренал нарамо и тргнал да му ја носит кај еден негов верен пријател да му ја дајт бакшиш и да му кажит оти во 7 години што би бостанџија, само една лубеница скина од бостано. Одејќи по пато, го стрел Госпо препраен на старец и го поздравил и го запрел на патот за да го прашаѓува за нешто. Отвориле муабет Госпо и човекот и дошло зборо за лубеницата што ја носел во вреќата човекот. Бидејќи Госпо го подпрашувал човекот за како му е работата, човекот, без да го лажит, се му кажувал како не можел да клаи две наедно при се што работел гологлаечки. Ами кај ќе ја носиш сега оваа лубеница, бре човече? Го прашал Господ. Кај еден мој пријател старче ќе ја носам, му одговорил човекот. Јај пресечи ја, двата ја ќе се гостиме, ела ти после помене да те однесам кај наречниците за да и прашам што ти нарекле за треќата вечер. Арно ми велиш, дедо, ама, му рекол човекот, сум ја таксал на пријателот што ти кажав да од тоа не чини да ја јадиме. Море дебре, синко, не биди ја џамија, му рекол Господ. Од таксување куќа не се расипа, слушај ме ти мене да после колниме. На тие збори што му и рекол Господ на човеко, беше кандисал и ја пресекол лубеницата, та беше му се нагостиле јако, бидејќи била бајаѓи голема. Сега земи си ја вреќата и ела по мене, му рекол Господ, да те одведам кај наречниците. Тргнал човечкото по Господ и ошле кај наречниците. Од која сториле здроживо со наречниците, ја отворете мори наречници, им рекол Господ, да му видите на овој сиромав што му е пишано да му врви преку глава. Веднаш тие отвориле тефтерите и му виделе. На овој сиромав му е пишано, му рекле, старче, да крадит и да јадит. Тој збор му кажале наречниците и си тргнале по работа да одаат. Тамам си излегле од порти надвор и дедо Господ му рекол на човекот, ела вамо, бре човече, отвори го сандаков и наполни си ја вреќа со алтани од овие што собрале наречниците како од тебе сиромаси и ој си дома да си живеиш како што рекол Господин Бог. На тоа згора наполнил човеко вреќата со алтани доколку можел да крени и од која му поблагодарил на Бога си тргнал за дома и до некаде оделе со Бога. А од негде Господ си летнал на небеси и невиден бис се стори. Тога и дури беше го сетил човекот, оти стариот бил Господ, и си рекол сам со себе, се што не е возможно на човека да го стори, на Бога е возможно. И си отишол дома богат до немајкаде стока.